Дами и господа, добро вечер. Уште едно ново и возбудливо издание на Рапорт со Јофе. Од сега во нов термин во недела пред вести во 18:30. Мислам дека нема потреба да семам и да ви објаснувам и да ви кажам дека ова е најакото нешто што можете да го видите на телевизија, бидејќи вие сте доволно паметни и самите да го знаете тоа и да бидете со А1 токму сега. Па, да преминеме на главното. Општо познато е дека железничкиот сообраќај во Македонија е катастрофален, а вработените во железница не добиваат плата со месеци. Но, веќе имаме нов развој на настаните на ова поле. На 1 октомври започна со работа новата железничка компанија на дел од земјите од поранешна Југославија, именувана како Карго 10. Целта на компанијата е намалување на времето на транспорт по коридорот 10. Каде Македонија и македонската железница во целата приказна? Да погледнеме. Македонија ќе им ги знајмува пругите, но директно не се вклучува во заедничката железничка компанија на Србија, Хрватска и Словенија. Таква покана македонски железници не добиле, туку само им била дадена опција да изнајмуваат инфраструктурата. Во компанијата со основачки дел не се вклучуваме, меѓутоа во целокупната работа на компанијата ќе се вклучиме. Зошто не се вклучивме со основачки? Пројавивме интерес, меѓутоа не добивме конкретен одговор. Аха, значи таква е ситуацијата. Е добро, само една работа. Добар беше прилогот и се до тоа, ама сепак мислам дека фалеше нешто. Режија, дај да пробаме да му ставиме музика на муабето, да видиме како ќе испадне. Во компанијата со основачки дел не се вклучуваме, меѓутоа во целокупната работа на компанијата ќе се вклучиме. Зошто не се вклучивме со основачки? Пројавивме интерес, меѓутоа не добивме конкретен одговор. Ова е веќе нешто друго. Ова сега ми се допаѓа. Кој велеше дека сме изолирани, бе? Кај сега да го чујам. Пред 3 недели на истото ова место се занимававме со нашиот ни претседател господинот Иванов и неговата приказна со европратеничката Дорис Пак. Да ве подсетам, претседателот Иванов на брифинг со новинарите кажал дека европратеничката Дорис Пак на средба во Сребреница му кажала дека македонската влада во 95-та одбила да прифати членство во Европската унија и НАТО под референцата ФИРОМ. Откако новинарите ја пренесува информација, се огласи европратеничката која го демантираше ова. Таа рече дека никогаш не стварила средба со македонскиот претседател и бараше негово извинување, а се закани со тужба доколку не го добие истото. Потоа претседателот се јавил и ја убедувал дека новинарите погрешно го разбрале и погрешно ја пренеле неговата изјава, а таа се откажа од тужбата. Во меѓувреме, приказната наречена 95-та продолжи да се развива. Од ВМРО ДПМН ја убедуваа дека Бранко и СДСМ ја пропуштиле огромната шанса, а Бранко пак неговите колеги од противничкиот табор ги нарече ноторни лажговци и идиоти. На страната на ВМРО ДПМН застана и европратеникот Бернт Поселт, а за пропуштените шанси обвинуваше и премиерот Груевски. Еве го продолжение. Тотална незаинтересираност имаше за Европа и за НАТО во годините кога сите држави и таа кон НАТО и Европска унија, затоа што знаеа дека ако во тој период станеме членки на НАТО и Европската унија, нема да може на таков начин да се заврши приватизацијата, да се откупи со ефтини средства. Тој збори за директна покана за влез. Значи дека сме добиле директна покана за влез. Па, јас тоа не го слушнав само од него, го слушнав и од европратеникот Поселт. Колку што знаме 16 години во Брисел како представник на ЦДУ од Германија. Така бе, премиере, убаво им кажавте и им ја плеснавте вистината во очи. Со изјавата на премиерот се согласува и амбасадорот на Европската унија во Македонија Ерван Фоере, официјалниот представник на институцијата од која сме добиле и одбиле покана за членство. I have to say that anybody who suggests that such an option existed in 1995 is really stretching the imagination. Because imagine 1995, it was the time when just Sweden and Finland joined the European Union. And in 1995, we hadn't even started the negotiations with all the countries who joined in 2004. In 1995, there weren't even diplomatic relations. Ете, почитувани гледачи, што го можевте да слушнете изјавата на Фоере, во која евроамбасадорот потполно се согласува со премиерот Груевски. Сепак, доколку изјавата сте ја слушнале на некој од предавничките медиуми, сигурно сте ги забележале и новинарите кои рекле дека амбасадорот го демантирал премиерот, што нормално дека нема никаква врска. Впрочем, и самиот Груевски ќе ви го потврди ова. Јас не видов што ме демантира, бидејќи јас вчера кажав нешто што го кажав и денеска, дека Република Македонија пропушти сериозни шанси
поделот на 90-тите години. Апсолутно е во право, господине премиер. Па во што го гледате демантот на Фуере, ви се молам? Груевски вели дека во 90-тите сите идеале кон ЕУ и НАТО, а Бранко сакал да искористи приватизацијата за да украде уште нешто и не сакал ни да чуе за овие институции. Фуере го потврдува со тоа што вели дека во 95-та само Шведска и Финска се приклучиле кон Унијата, а во тоа време не биле почнати ни преговорите со земјите кои се приклучиле 9 години подоцна. Друга работа. Груевски им верува на претседателот Иванов и европратеникот Посел дека во 95-та сме добиле покана за членство, но сме ја одбиле. Фуере го потврдува со тоа што вели дека секој што го тврди ова има бујна фантазија. Какво демантирање бе? Што име на овие новинари бе? Само измислуваат нешто. Дополнително, до објаснување за целата ситуација стигна министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Еве што има тој да каже на ова. Има една вешта замена на тези. Кога се поставува ова прашање се отвара дилема. Замената тези е во поставувањето на прашањето. Опозицијата ова го толкува на следниот начин. Дали во 95-та година Европската Унија ни понуди членство или започнување на преговорите. Го формализира начин кој постоел или не постоел и опозицијата или власта тогаш го примили или го одбиле. Точно така. Опозицијата ги заменува тези да го формализира ова на еден таков чин, додека луѓето од власта воопшто не го формализираат и зборуваат општо. Добро сега, освен претседателот Иванов и премиерот Груевски која спомна 95-та така година кога сме добиле покана, ама сепак не можеме да ги обвиниме. Како зошто? Па не се криви тие. Во првиот случај кај претседателот се криви новинарите што погрешно го разбрале, а во вториот случај кај премиерот криви се претседателот Иванов и европратеникот Бернт Посел, бидејќи Груевски од нив ја слушнал информацијата. Ама бидејќи веќе рековме дека Иванов не е крив и новинарите погрешно го разбрале, и за вториот случај се криви новинарите. Тоа е тоа. Ако ги тргнеме настрана претседателот и премиерот кои наседнаа на лагата на новинарите, никој од власта не рекол дека се работи за формализиран чин, каде ЕУ и НАТО ни понудиле членство, а ние сме одбиле. Дали со се поголемото откривање на настаните од средината на 90-тите години, кога на Македонија е било понудено да отпочне преговори за членство во Европската Унија, но Македонија не разбирливи причини тоа го одбила. Упс! Александар, таман ги оправдав шефовиве твои и му обезбедив потврда на Милошовски, ти мораше да го кажеш овој да ја зезне целава работа. Шо да ви прам сега, правдајте си се сами. И да, 3 работи пред крај. Прво, ако не поканиле, покажете документ, дајте да ја видиме поканата. Второ, како тоа сега во 2010-та се уште добиваме еден куп критики од Европската Унија за суството, за корупцијата и за многу други области и пред да не прима треба да исполниме уште критериуми, а тогаш ни нуделе покана туку така. Демек, тогаш сме биле во подобра позиција и сиве овие 15 години сме назадувале? Ако е така, тогаш... И трета работа. Не знам дали во 95-та имало шанса да влеземе во ЕУ и НАТО, а некој ја пропуштил, но знам дека сега, 15 години порасна во 2010-та, имаме шанса за влез во НАТО и за почеток на преговорите за влез во Европската Унија. Се надевам дека нема да има потреба некој за 15 години од сега во 2025-та да зборува за сегашната пропуштена шанса. Да. Океј. Почитувани гледачи, од режим известуваат дека има нов развој на настаните во Струга. Откако тројца стружани загинаа од струен удар на нелегален шанк, зборима министерот за економија Фатмир Бесими. Е констатирана ситуацијата дека незаконски е тоа функционирање на тој локал, тој објект и согласно законот како што предвидува е постапено и процесот сега е во рамките на односно на судовите на Република Македонија, така како што предвидува законот. Инаку на прашањето дали се бломбира или не, доколку нема врата, не е затворен објект, нема начин како тоа да се направи. Добро му беше ова на министерот. Ептен ми се свиѓа кога луѓето од власта имаат смисла за хумор. Па мора, знаете како е. Од толку сериозности човек може да полуди, а вака со зезање секогаш полесно и поинтересно. Ајде сега да го слушнеме вистинскиот одговор. Доколку има врата, тоа се става бломба. Доколку нема како тоа да се спроведе. Добро, го слушнавме остатокот од зезањето, дај сега сериозниот одговор, веќе нема смисла вака. Што? Ова е сериозниот одговор. Немало врата и поради тоа не може да се затвори шанк. Почитувани гледачи, ќе ме извините, ама јас тука ќе морам да ја завршам емисијава и да одам да ги извадам вратине од казино и од јавна на куќа.
Имам веќе неколку месеци, немам никакви документи, се е нелегално и незаконски, ама среќа досега не поминала никаква инспекција. Планирав ако помине да ги подкупам инспекторите да завршам работа, ама мислам дека поевтино ќе поминам ако ги извадам вратите. Уствари прозорците ќе ги извадам, бе, не е проблем, само и само да не можат да ми ги затворат. А јавнава куќа можам и ко спонзор да си ја ставам во емисија. Јас досега се плашев да не дознаат и да ми ја затворат, ама што ми ги извадам вратите, ќе биде окей. Додуша и тренинг кампон за терористи ќе си го рекламирам, бе. Ама сега стварно чао бидејќи треба да одам да им ги извадам вратите. Еј, во колку само најубава држава си живеам јас. Чао, дечки.